Во МНАФ не се знае ниту кој пие, ниту кој плаќа. Партиски вработувања без соодветни квалификации, превработеност, стара и дотраена опрема. Ова се главните причини за штрајк на вработените на воздухопловната навигација. Првиот човек на синдикатот на МНАФ, Александар Тасевски, алармира дека работат во лоши услови и вработувањата преку ноќ предизвикуваат револт кај квалитетните работници да не си ја работат работата како што треба. Неконтролирано се вработуваат луѓе кои што некаде што неконтролирано се одбира тој кадар што се вработува, се прераспоредува на различни работни места без никакви процедури да се запазат кои што постојат како такви во самата фирма. Наместо да се пруži шанса да се бира квалитетот, едноставно се протињаат луѓе кои што не го гарантираат тој квалитет како таков. Од друга страна реагираме на сите оние лоши услови кои што ги имаме за работа во поглед и на простори, на секојдневните работни активности, како и на застарената опрема која што имаме, која што требаше веќе одамна да биде заменета со нова, сето тоа се. Поради сето ова од 12 октомври, контролорите на летање ќе го блокираат небото од 11 до 17 часот, ако не се стопираат партиските огласи и вработувања со врски. Одлуката за штрајк на синдикатот ја поддржува и Сдруженијето на контролори на летање. Од Сдруженијето истакнуваат дека најавениот штрајк е кулминација на претходните, континуирани заеднички барања за подобрување на целокупното функционирање на македонската навигација, чија примарна цел е овозможување на безбеден авиосообраќај на небото над Македонија и регионот. Од синдикатот бараат владата или да назначи нов директор или да се договорат со сегашниот, дека работите ќе почнат да се менуваат. Само во тој случај ќе го одложат штрајкот. Посакуваме, се надеваме дека со директорите ќе најдеме некој начин каде што не ќе гарантира дека сите овие наши барања ќе започнат да ги спроведуваат, вклучително моментите за прераспоредување по служби, вработување или подобрување на условите за работа и сето останато за да не дојде до реализација на штрајкот на 12. Инаку во моментов во МНАФ вработени се 305 лица, од кои само 75 контролори на летање. Според анализата направена од странски експерти, оптималниот број не треба да надмине 260 лица, од кои половината треба да бидат контролори на летање.